Ќе дојде ден кога занаетчијата ќе биде повеќе платен од универзитетски професор. Македонија кубури со занаетчии. Утре не ќе можеме да најдеме човек да ни ги поправи домашните дефекти, посочуваат од занаетчиската комора. Согласни се дека младите треба да се насочуваат кон средното стручно образование, но за тоа велат треба да се направи конкретен план меѓу сите институции за промовирање на оваа дејност. Во моментот занаетчиската комора од Скопје има потреба за 40, морам повторувам, 40 машинобравари, немаме 4. Немаме 4 да се јават. Затоа и преска реков, треба стручните училишта и Министерството за образование да седнеме да направиме една програма што му треба на занаетчиството. Машинобравари, садчии, пластичари се најбарани во занаетчискиот сектор. Еден бравар велат заработува повеќе од 500 евра. Но колку овој бизнис во Македонија ви гарантира сигурност? И самите се жалат на нелојална конкуренција. Велат работат на пазар без правила, па денеска ги повика инспекцијските служби да излезат од своите канцеларии. За нас важат правилата, значи ние мора да бидеме регистрирани, ние мора да ги имаме сертификати за работа, плаќаме месечни доприноси и така натаму, додека некој кој што работи на 10-15 метра од нас ослободен од сите тие работи. И кој е таа тогаш рамноправност во играва? Надлежните признаваат дека имаат дефицит на кадар, но ветуваат засилување на инспекцијскиот надзор. Дополнително најавија посебна кампања со која ќе треба да ги мотивираат младите да се фокусираат на средните стручни школи, бидејќи велат образовниот систем не продуцира кадри кои ги бара македонското стопанство. И самите порачаа дека општото високо образование не значи дека помалку ќе работите, туку дека најверојатно ќе останете без работа.